светот се разбира се одбележува меѓународниот ден на театарот 27 март. Како во светот, така и во Велес се разбира се одбележува овој ден. Она што е посебно важно, јас би сакала да напоменам дека покрај театарските работници кои што денеска присуствуваа овде во театарот Јордан Хаџиконстантинов Джинот, беше и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Само да напоменам дека во обраќањето нејзино таа напомена за развојот на културата општо се разбира во Македонија. Инаку актерот и уметнички директор на театарот во Велес Васил Зафирчев прочита дел од пораките, светската порака и македонската порака, се разбира во однос на меѓународниот ден на театарот. Јас овде во живо ја имам министерката Канчевска-Милевска, со која ќе проговориме што е она што владата на Република Македонија преку Министерство за култура вложи во развојот на културата овде во Македонија. Министерке? Добар ден. Добар ден, добре дојдовте во вестите на ТВ Нова. Колку владата вложи во изминатиот период во развојот на културата и што е она што во текот на наредниот период ќе се случува? Добри, јас би сакала по повод Светскиот ден на театарот да им го честитам овој голем празник на сите наши уметници, да се заблагодарам за нивниот огромен влог во напредувањето на културата, посебно на театарската уметност во овие изминати години. Навистина ми е драго што можевме да го прославиме овој ден токму во новиот објект на Велишкиот театар, во нивно присуство, каде што ги слушнавме и пораките напишани од страна на Изабела Ипер и од страна на Благој Мицевски. И сепак и ние да упатиме некоја порака во насока на сето она што досега го работевме, се разбира и во насока на напредувањето на културата во нашата држава. Сепак заложбите, како што напоменавте вие, заложбите на владата на Република Македонија и Министерството за култура во насока на напредувањето на театарската дејност се доста големи, тие се видливи и може од оваа дистанца да кажам дека навистина сето оно што го вложивме во инвестирањето во нашата култура и нашата уметност ги оправда нашите очекувања, нашите резултати. Имаме можност да видиме дека во изминатиот период навистина многу се инвестираше, се изградија огромен број на проекти. Еве јас ќе споменам кога станува збор за театарот, бидејќи денеска говориме за театарската дејност, покрај изградбата на Македонскиот народен театар, на Велишкиот театар, оваа година ќе биде готов Струмичкиот театар. Се планира согласно динамиката во септември да се отвори Струмичкиот театар заедно со првата премиера, каде што паралелно се работи во таа насока. Оваа година очекуваме да биде завршен и Албанскиот театар, значи целосна негова реконструкција, значи до крајот на годината, но сепак тука не застануваме, продолжуваме оваа година со изградба на Драмскиот театар, бидејќи веќе се завршени сите процедури, избрана е фирма, склучен е договор, така да по завршување на програмските содржини во првата половина на Драмскиот театар, негде крај на мај, јуни ќе се отпочне со изградба на Драмскиот театар. Оваа година паралелно ќе се работат проектите за изградба на театар за националната институција Театар Комедија и за театарот во Охрид.